Илјада пати повторена лага станува вистина. Оваа јасна медиумска флоскула ја отсликува македонската реалност наназад со години. Република Фейк Ньюс Македонија, држава која го треса светот со пропагандата на лажните вести. Некој да ни раскажуваше, немаше да веруваме, но тоа беше реалноста на нашето секојдневие. Тимови за политичка агитација, богатење врз сметка на вистината или единствен избор за преживување на стотици луѓе. Не случајно оваа емисија ја правиме од Велес. Но како таа фейк реалност се осликува во македонското општество? Меѓу пропагандата и отчетноста, како владата се носи со предизвикот на транспарентноста? Дали луѓето од пиар тимот на Зоран Заев ќе ги искоренат навиките од времето на груевизмот? 24 отворено, вечерва е во Велес. Разговараме и дебатираме со новинарката и граѓански активист Убавка Јаневска. Добра вечер. Ви благодариме на гостопримливоста пред се. Директорот на ЗНМ Драган Секуловски. Добра вечер и за вас. Добра вечер. Маријан Заверчанец, специјален советник за односи со јавност на премиерот Заев. Добра вечер. Добра вечер. И активистот, граѓанскиот активист Александар Стојковски. Не случајно луѓето што се од Велес тука многу подобро може би ја знаат и онаа приказна што се случуваше како дел од една светска тема која што стана позната. За жал не по многу добра, да речеме, слика, но сепак некои ќе речат подобро, секој маркетинг е добар маркетинг. Јаневска, веле стана сторија со приказните за лажните вести. Дали тогаш, кога се случуваа, вие верувавте дека тоа не е така наивна приказна, или? Не, јас морам да ви кажам дека, за жал, ние како локални новинари, актуелност и сериозноста на темата ја свативме многу подоцна од нашите колеги кои што работат во странски медиуми. Се оно што започнало да се случува многу пред крајот на 2015 година, или некаде од средината, според моите информации, на кампањата во Соединетите Американски држави, кампањата и председателските избори, ние го дознавме дури на самиот крај на 2015 година. Значи, многу предходно, пред тоа во нашиот град се формирале некакви си групи на млади деца, средношколци, студенти, кои што влегле во една шема, јас така ќе кажам, на подготвување на лажни вести. Ако ми замерат, тогаш ќе го кажам и она што поинаку ќе се изразам. Значи, деца кои што влегле во една шема на копирање и постирање на вести. Тие практично не ги пишувале вестите, туку само ги копирале вестите кои што доаѓале од некој центар кои што до нив биле дистрибуирани. Така е. Тука се правеле порталите и тука се правеле лажните профили кои што подоцна преку кои што се ширеле сите тие лажни вести низ светот пред се во САД. Така, точно тие профили, Младен, почнаа таму некаде средината на 2015 година да доаѓаат понуди од такви лажни профили да доаѓаат и на мојот Facebook профил, но јас, бидејќи припаѓам на таа, да речеме, средна генерација на новинари, не го сватив тоа толку сериозно. Всушност, јас и наприфаќав профили на лица кои што не ги познавам. Мислев дека може би така ќе закачам некој вирус, дека или пак некој сака преку мене да дојде до моите информации, па си правев некаква си заштита. Реков веќе крајот на 2015 година, зошто? Заради фактот што еве доаѓајќи сега наваму токму еден млад човек ме потсети дека една вечер тој ме сретна во центарот на градот, на улицата Страшо Пинџур, број 6, значи под самата таа зграда. Јас неколку пати поминував од тука и јас гледав како од еден стан во сабота или недела има гласна музика и се чувствуваше дека таму внатре има журка. При третиото мое поминување, значи се срекнавам со овој млад човек и он ми кажува: "А знаеш ли што е поводот на оваа журка?" Велам: "Не, некој веројатно слави роден ден и тие работи." Вика: "Не, тоа е изнајман стан во кој што
млади личности, млади наши сограѓани, работат по цела ноќ и создаваат, всушност, прават некаков си производ по принципот copy-paste, нели, и тој производ го продаваат. Така започна таа приказна. Се славеле првите заработени пари, веројатно. Да. Секуловски, ќе се навратиме да ја дооформиме приказната. Иако оваа приказна во многу нешта е светска, зошто беше одбрана токму Македонија и Велес како еден центар на извориште на овие лажни вести? Дали сме ние плодна почва за пропагандата? Знаете како, Македонија и така имаше лош имидж глобално гледано кога станува збор за слободно изразување и за правата на слободата и независноста на медиумите, и ова е уште една нестрекна околност што придонесе таа слика гледано од надвор кон Македонија да се зголеми уште повеќе. Имено, знаеме дека уште од 2009-10 година сите индекси кои што ја мерат слободата на изразување и независноста на медиумите укажуваа на тоа дека Македонија иде во погрешен правец кога станува збор за овие прашања, со затварање на национални телевизии, новинари во затвор, физичко насилство кон новинари, огромни финансии од страна на претходната влада во медиумскиот пазар кој што на еден начин го дисторзираше истиот, придонесе кон тоа да Македонија биде една од последните земји во Европа кога станува збор за слободно изразување. Така да во такви кревки околности, кога тоа основно човеково право на еден начин е загрозено, не е за изненадување фактот што токму во Македонија, па и конкретно во Велес, се појави мала екипа на млади луѓе кои што беа, јас би рекол, мотивирани на начин, меѓутоа и манипулирани, претпоставам, во првичната фаза, да бидат искористени да продуцираат. Но дали е манипулација ако луѓето сакаат да заработат? Генерално не верувам дека точно знаеле што прават и како нивниот производ може да се одрази надвор. Знаете што е интересно? Тоа што се сеќавам на една јавна изјава на поранешниот градоначалник на овој град на Велес, каде што тој на еден начин мислам дека и се гордееше со овој бизнис модел, условно кажано, на тие млади луѓе. Имено, ако ќе се да го парафразирам, тие не прекршуваат ни еден закон, тие честно си го заработуваат својот леп. Формално гледано можеби да, меѓутоа тоа е еден вид на медиумски криминал, каде што се контаминираат гледачите, јавноста и граѓаните. И тоа не само Македонија, туку пред се во овој конкретен случај од страна на величкиот случај и во Соединетите Американски држави. Така да, тоа е веќе пензионирана тема, би рекол, и Македонија во основа треба да учи и поуки од овој случај. Дека не треба да се гордееме се разбира пензионирана тема, но пропагандата понатаму продолжува и си добива секогаш нови облици, токму затоа ја правиме емисијата, за да видиме како понатаму, иако фейк ньюзот и сега е присутен, можеби не во таа мера политички за странство, меѓутоа вие ако погледнете какви све вести се објавуваат за здравје, земете оваа билка па ќе живеете 100 години или така натаму, значи се е тоа дел од една пропаганда која што можеби не е политичка, но има за цел да продуцира пари. Секако ќе продолжиме Секуловски понатаму. За Брчанец, секако за целата оваа операција стоеле некои центри на моќ. Не верувам дека тоа на некој во Велес утекнало, ајде сега ние да се вмешаме во кампањата на Трамп, да правиме пропаганда, заради тоа што сакаме Трамп да победи. Мислите ли дека учеството на странските служби тука е голямо? Јас не можам да зборувам, немам факти за кои што може да го потврдат или да го негираат тоа. Оно што можам јас да го кажам денес е дека Македонија престанува да биде плодна почва за пропаганда и за лажни вести, без разлика дали се тие иницирани од домашни или странски извори. Во последниве 10 месеци владата на Република Македонија експлицитно и директно се спротивставува на стариот амбиент на манипулација со граѓаните. Граѓаните во Македонија 11 години страдаа од таа пропаганда, беа делени, беа напаѓани, беа етикетирани. Денес имаме целосно нов демократизиран медиумски амбиент, целосно нов пристап на комуникациите на владата на Република Македонија кон граѓаните и кон јавноста, комуникацијски сервис кој што својата активност ја базира на активна транспарентност. Ќе разговараме во текот на емисијава, се разбира. Има отвореност кој што подразбира амбиент за да вистината може да излезе на виделина.
А ние денес имаме влада која што Вашата основна цел е вистината да излезе на виделина? една од главните цели. Нашата основна цел е да бидеме отворени кон граѓаните, граѓаните да можат навремено да ги добиваат информациите, фактите да видат на виделина. Кога ги имате фактите на виделина, кога фактите се лесно достапни, кога информациите се лесно достапни, лажните вести многу потешко можат да допрат до граѓаните. Односно, лажните вести многу полесно се разобличуваат. Добро, ќе продолжиме понатаму на оваа тема, бидејќи имаме и некои примери кои што се однесуваат на оваа тема. Стојковски, сакам да ве прашам, кога разговаравме по телефон, ми рековте, а што да прават тие млади луѓе, освен да најдат начин некако да заработат, помеѓу она што се вели правење, па макар и фейк ньюс, пропаганда и заминување надвор од Македонија, јас ги одобрувам нивните чекори. Да, она што ви го кажав преку телефони, она што во сите мапирања на светско ниво, можем да кажем едно од мапирањата на интерактивната мапа на Светска банка за Македонија во 2016, каде што кажува стапка на невработеност е 50,8% на млади од 15 до 24 години. Гледајќи го овој факти и гледајќи го синдромот кој што владее во Македонија, синдромот на обвинување и осуда без барање на коренот на проблемот и без изнаоѓање на решение, туку првичното обвинување на што и да се случува во држава, во кој да било област и сегмент, допринесе она што младите, ударот на младите, на невработените млади и младите кои што малку од нив работат на своето, односно на градат своја кариера во областа каде што се насочиле. Тука добивме млади кои што дипломирани млади од економисти до правници до стоматолози, млади од медицина што се дрзнале на овој начин да заработат, да направат профит. Добро, за колкави заработки стануваше збор? Дали имате такви информации? Да, заработките најчесто се движа од мали суми од 200 евра до поголеми суми, може да се каже и милионски суми кои што се слеа во Велес. Јаневска, за тоа дали и колкави суми се слеани во Велес, претпоставувам дека може и лесно да се најде одговорот доколку се пронајдат преку УЈП податоците за приходите тука во градот? Па да, до сега, например, немавме можност да, на некој начин да побараме таква информација од државната институција која што треба да ги следи жиросметките на граѓаните, која што ги следи на крајот на криштата преку поднесувањето на годишната даночна пријава. Ако сака оваа институција да биде отворена... Што тоа ќе докажеш ако нема нелегално нешто во тоа? Па најверојатно само ќе го дознаваме младен бројот на невработени лица кои што оствариле тековно во една година голема сума на пари. Јас вака, значи, поаѓајќи од аспектот дека сепак во оваа приказна можеби се експонира само Велес. Приказната не е почната од Велес. Значи, приказната почнува од Куманово. Како таа се пресели овде токму во Велес, тоа највеќе може да одговарат децата, се извинувам на овој израз, нели, оние учесници во креирањето на целата на лажните вести. Да, тие разбирливо повеќето од нив не сакаат да се легитимираат, не сакаат да излегуваат на телевизија. Тоа ни беше главната кочница да можеме да ги развиваме ние приказните овде во Македонија. Бидејќи од Велес, каде што според некои податоци што јас сум ги забележила, податоци кои што сакале верувале, сакале не, дека скоро 70% од младите луѓе во Велес пробале или се уште работат на веб страни на кои се постираат лажни вести. Значи, целта ми беше да кажам дека тие деца најверојатно, или тие, средношколци, студенти имале некаква си причина за материјална заработка. Јас никогаш не ќе можам да зборувам така, нели, заради тоа што сепак чувствувам дека помеѓу вистината и лагата, јас секогаш во својата работа сум ја барала вистината.
И од тој аспект можеби ние сме две спротивставени страни, но и самиот факт што тие не сакаа отворено да застанат пред камера и да ги кажат своите причини зашто тоа го направиле, нели не наведува да тежнееме кон оваа страна. Можеби кога ние ќе имаме можност да ги сослушаме, можеби кога со нив отворено ќе можеме да разговараме, ќе имаме поинаква слика. Како и да е, и големи пари да се во прашање, секако не би можеле да се согласиме со тезата дека Македонија треба да стане фабрика на фейк ньюсот за Европа. Во основа не можам да разберам како некој може да оправда нешто што е лага, нели? Уште од кога сите ние сме биле деца, една од основните работи што дома научиле дека е лошо да се лаже. И сега без разлика што некој од тоа има си нашол бизнис модел да му биде тоа екзистенција, сега кога не е во ред да се лаже, макар што тоа модерно звучи фейк ньюс, па можеби некој не го сваќа концептот и го оправдува. Околу фейк ньюс, тоа не е нешто ново, ниту во Македонија, ниту во светот. Кај нас постои од кога постои и оваа држава, меѓутоа порано било познато како медиумска пропаганда или ширење на лаги во медиуми или дезинформирање, но сега ете наеднаш тој концепт фейк ньюс е како некако модерно сватен и зачудувачки кога некој тоа на еден начин се обидува да го оправда. Да, сега во услови на една ерозирана медиумска сцена во Македонија, во која што се појавија стотици портали кои што не исполнуваат професионални човечки, новинарски стандарди и услови, претпоставувам дека ова беше една неминовност што мораше да и се случи на Македонија, да го допреме новинарското дно за од некаде да се одлепиме. Знаете како понатаму со оваа пропаганда? Јас не би сакал да се добие впечаток дека одговорноста за ширењето на медиумските дезинформации и лаги се на грбот на новинарите, на онлайн медиумите, порталите или на медиумите. Да, сега кога не можеме да ги абстинираме ниту пак да ги заобиколиме, меѓутоа многу често тие се на еден начин користени или злоупотребени од некој друг. Сега, кога се злоупотребени на некој друг, јас лично сметам дека кога зборуваме за лажни вести, има два типа. Едните се комерцијални, другите се политички или партиски. Тие што се комерцијални, во основа имаат за мотив да нанесат штета на некој друг или пак да направат реклама за одреден производ, услуга и така натаму. Тие што се политички или партиски, обично имаат за улога кога се работи за антикампања да наштетат на политичкиот опонент или пак да излажат нешто што со цел пред потенцијалните гласачи да се представат во добро светло. Но факт е дека ние се бавиме со последица ако ја пренесеме топката само кај медиумските работници, новинарите и медиумите. Проблемот треба да се бара од самиот извор, а изворот многу често, особено во Македонија, за лажните вести, пропагандата и дезинформирањето, биле политичките елити, без разлика која партија тоа го правила. Имаме примери од сите партии. Претходната влада, дури и во оваа влада има елементи на пропаганда и на фейк ньюс, ако сега дека ви кажам малку подоцна и примери. И секако дека освен политичките елити, тука и бизнис секторот кој многу често со цел да креира одредена перцепција за своите услуги, користи елементи на пропаганда и фейк ньюс. Да, се разбира. Тука ќе го повикам прилогот на Маја Јовановска, кој што се однесува на оваа тема што денеска ја правиме, а се разбира задира и во она што понатаму ќе го наметнеме во разговорот. Последните председателски избори во САД го разнишаа тронот на телевизијата како најмоќниот медиум, а на Македонија ја донесоа светската слава и епитетот земја на фекерите, откако голема група млади велишани ја предводеше најголемата фабрика за лажни вести, кои го фалеа Трамп, а ширеа лаги за против кандидатот Хилари Клинтон. There's all these stories about, guys over in Macedonia who are running these fake news sites. Велишани добро заработува од рекламите на Google преку стотици веб страници, а ширењето на пропагандата беше широко возможено од страна на Facebook. Никој не сакна да го напише, тоа се беше копирано од американците. Они тоа го сакаат да го читаат. Они беа задоволни да прочитаат дека Хилари Клинтон ќе во затвор, дека Џулијан Асанж открил мејлови, дека се ставени на WikiLeaks. Они го сакаат тоа. Едноставно го лажеш народот. Во новото поглавје од расплетот со лажните вести се појавија два клучни факти. Дека Facebook знаела за лажните вести, но немал ништо против парите кои доаѓале од рекламите на истите.
Но нешто беше пострашно е дека озлогласената фирма Cambridge Analytica, која работела на Трамповата кампања со помош на податоците од 50 милиони корисници на Facebook, кои им ги дале на властите, спровеле неетични експерименти со волјата на гласачите. Но Македонија не бадиела ја носи неформалната титула како татковината на лажните вести. Македонската приказна почнува од 2011 наваму, со мрежата на медиуми креирани од страна на луѓе блиски до претходната гарнитура, кои што на дневна база продуцираа лаги за сите нивни неистомисленици и критичари на власта на Груевски. Сето ова се интензивираше во кампањата за време на предвремените парламентарни избори, кога функционери на ВМРО ДПМН беа фатени дека креирале лажни веб страници на српски и хрватски јазик, во кои што пишуваа дека Заев решил да продаде дел од државата на Голема Албанија за неколку милиони франци. Навидум обична лага, но таа набрзо го дефинираше целиот наратив на изборната кампања. Кулминацијата се достигна по изборите. Груевски не можеше да собере мнозинство. Се протестираше пред ДИК со опасни националистички пораки и говор на омраза. Се спроведуваа класифицирани истраги врз сите невладени организации и медиуми за наводни предавства и тероризам, а српското и руското разузнавање изведува масивна операција со креирање на лажни вести во српските медиуми, која толку ескалираше што овие настани неминовно завршија со крвопроливање во собранието. А како е денес? Ерата на лаги не запира. Пред неколку дена една лажна вест која се прошири на социјалните мрежи дека кран од Бугарија е донесен за да гурне споменикот на војнот на коњ на плоштадот во Скопје, предизвика дури и народни стражи за да го чуваат споменикот. Веста беше преземена од одредени портали, но и национални телевизии, кои дури наливаа масло на огнот, дека кранот бил со носивост од 80 тона и дека се чувал скриен во противпожарната бригада во автокоманда и чекал знак кога да тргне кон центарот на Скопје. Па на крај со соопштение мораше да реагира и Министерството за култура, дека не е планирано одстранување на споменикот. Ако оваа вест предизвика револт и протест, една друга, тази лажна вест, беше причина за разговорување на меѓунационалната нетрпеливост. Веста беше со наслов Македонец во албанска бурекджилница во Куманово порачал бурек на македонски. Ме гледаа попреку, како да е со мимија убил мајка им. Оваа лажна вест беше споделувана и на социјалните мрежи, но и на одредени портали, а беше темпирана веднаш по изгласувањето на законот за употреба на јазиците во собранието. Да, повторно тука од Велес во живо. За Врчанец овие работи се горе-доле познати, сите бевме сведоци, но и денеска ќе видиме по социјалните мрежи или по порталите наслови од типот готово е дојде животот во Македонија, платата порасна на 24.053 денари. Се добива некојаш печаток дека таа организирана структура сега продолжува и во една друга насока, бидејќи има редица на портали кои што можеби споделуваат на таков начин вести. Дали е СДСМ генератор на тоа? Јас можам да зборувам во име на владата. Владата на Република Македонија не е генератор на никаква пропаганда. Она што значи владина комуникација, а денес власта комуницира исклучиво, најмногу преку владиниот комуникацијски сервис, е комуницирање на фактографски податоци. Да, просечната плата во Македонија е покачена за 5,6% во споредба со истиот период, јануари 2017, меѓутоа тоа не значи дека владата треба со разјорени знамења да ја комуницира оваа порака, ниту пак ја комуницира со разјорени знамења, меѓутоа би сакале да се со пресконференција и видео би може да се објасни, може да се објасни со визуализација и со инфографики, тоа ние така и го правиме. Може да се објасни преку средби со граѓани на многу комуникацијски коректни начини. За насловите за кои што зборувате, може би постојат портали кои што така тоа го комуницираат, меѓутоа далеко од тоа дека е некаква оркестрирана акција или дека станува збор за серија на портали кои што пренесуваат вести по нарачка. Сите сме свесни колкава критичка обсервација врз работата на владата постои денес. Сите знаеме колку често владата повторува дека критиката е добре дојдена и сите сме сведоци на секојдневна критика врз работата на владата, дел конструктивна, дел неконструктивна. Ние ја обсервираме, ја примаме секоја критичка порака кон нас, ја анализираме и одговараме соодветно.
најголем дел од тие пораки се во функција на подобрување на работата на владата. Секуловски, има ли подобрување во овој сегмент, ако го споредиме сега пред една година ситуацијата? Ја имавте доста чести средби и со владата и со луѓето задолжени за односи со јавност во владиниот тим? Видете, не би били искрени кога не би признале дека има известни подобрувања. Дали се тие доволни или се во рамки на очекувањата на критичното граѓанство, тоа е веќе предмет на дебата. За поздравување е пример што дел од институциите веќе создаваат пракса на редовни брифинзи со новинарите како линк помеѓу информациите да се пренесат кон граѓаните. Освен тоа, гледаме дека се развиваат напредни алатки за презентирање на одредени информации. Сведоци бевме оваа недела кога искочи во јавност за неколку функционери кои што наводно трошеле по кафани огромни суми на пари, па потоа имаше и низа деманти дека тоа не било баш така. Значи, факт е, еве и со овој последен пример, дека владата треба да работи во иднина со цел да ги подобри овие алатки, со цел да не шири дезинформација меѓу граѓаните. Јас не велам дека тие имале лоша намера за да некои функционери наместат во погрешно светло да го стават, меѓутоа факт е дека тоа се случи. Сега, знаете, има разлика помеѓу степенот... Фактот дека тоа се случи, мислите дека на топ листата беа тројца функционери на ДУИ, а долу беа функционерите на СДСМ, на тоа алудирате? Јас не би сакал да алудирам на тој аспект, меѓутоа би алудирал на битноста на информацијата. Знаете, трошењето на пари за репрезентација во една институција е една од помалите ставки во тој буџет на таа институција. Јас како граѓанин што ги следи информациите би бил многу посреќен кога таков тип на информации би имале за поголемите трошоци, за јавните набавки, за вработувањата, за кадровските политики или пак за се што подразбира многу повеќе од една сметка од кафана. Затоа мислам дека треба да се стави фокус на квалитетот на информациите што ги нуди владата, а не само да се шират информации во големи количини, кај што на еден начин може да ги избуни граѓаните во процесот на селектирање што е побитно. Да, секако тука се медиумите, кои што треба да бидат филтер помеѓу селекција на битни информации што се од јавен интерес и граѓаните како конзументи, но секако дека и на медиумите не би им било лесно кога од една страна владата ќе ги бомбардира со премногу информации, а потоа имате и опозиција која што исто така ги бомбардира со контра тези. И вие денеска, пример, може да имате 30 соопштенија од центрите за комуникација на главните партии, кај што на еден начин ќе настане хаос што е битно, што не е битно. Да. Имам впечаток дека тие соопштенија си ги читаат само пишувачите во едната или во другата партија, бидејќи не гледам дека се нешто премногу присутни во медиите, но не се за Брчанец околу ова практично бевте прозвани како можеби не лично вие се разбира, но дали таа несистематизираност на податоците доведе до една забуна и до такви едни огромни дискрепанции помеѓу министрите, луѓето сега не знаат дали вистината е во тоа дека овие трошеле многу, а овие трошеле малце, тоа е едното прашање. Второто што го наметна Драган Секуловски околу делот на поголемите трошења. Трошоците кои што ги презентираше алатката за отчетост на владата на Република Македонија, тој софтвер се распределени во 14 ставки, таму има и помалку важни и повеќе важни ставки, од кафиња и води за работни состаноци до авионски карти и хотелско сместување за работни посети во државата или надвор од државата. Јас ги повикувам граѓаните и гледачите да ја посетат на вебсајтот на владата таа алатка, да ја расчепкаат, има таму многу податоци кои што може да бидат корисни. Тоа што медиумите одлучија одреден сегмент да покажат во јавност е уредувачка политика и сосема имаат право медиумите да го прават тоа. Се разбира исто како што има право одреден министер да објасни и да појасни за каков трошок станува збор. Дали чувствувате и вие дека тие податоци не се доволно систематизирани? Секогаш поради може тоа подобро. што се случи во јавноста и забуната помеѓу самите министри дојде. Ова е прв пат владата да прави ваква алатка, учиме од грешките. Ние сметаме дека ефектот е повеќе од позитивен, дека ваквото отчетно работење на министрите само ќе води кон под А поголема штедливост понатаму, под Б иницирање на ваква отчетност и на другите шалони на власта, и на другите функционери, другите носители на јавни функции, па дури и на локалната власт. Од друга страна, Секуловски спомна каде се големите трошоци. Големите трошоци исто така јавно се објавуваат. Објавен е софтвер на Бирото за јавни набавки, каде што се сеќавате на наветување на премиерот дека не може веќе да се склучи јавна набавка или тендер
без тој да биде јавно објавен. На е-сервисот, електронскиот сервис на Бирото за јавни набавки, се објавени сите договори на сите нови јавни набавки кои што ги случуваат државните институции. Значи, се објавуваат и малите трошоци, но и големите пари кои што ги има во тендерите. Ако би можел, за поздравување тоа што нели се развиваат разни е-алатки, тоа нешто се случуваше и кога имавме претходна влада во период кога ВМРО беше на власт. Се беше со почетокот на и на еден начин луѓето има мотив да пристапуваат кон тој тип налатки, но знаете сепак кога живееме во време кога и не штети да се јави некој новинар на министер и тој му го појасни тоа по телефон, исто така може би корисен пристап. Значи не може сакам да кажам дека да се надевате вие дека секој граѓанин или секој новинар постојано ќе ги следи тие алатки. Понекогаш директниот пристап е многу подобар. Само иницијативно ги изнесуваме информациите, не чекајки да бидеме прашани. Ете, за жал, пример, вчера имавме јавна дебата, каде што беше и еден од министрите присутен, тоа е Роберт Побовски, кај што мислам дека беше конструктивна дебата, меѓутоа на тој настан се пожалија неколку новинари дека за жал дел од министрите што се владачката коалиција што е моментално едноставно се недостапни. Знаете, тие се луѓе што ние сите ги плаќаме и ако некој новинар се обидува со недели да ги добие, тоа малку е проблем. Да не бидам генерално сватен, имаме проблем каде што критичните новинари што се од албанските медиуми, што известуваат на албански медиум, имаат проблем со повеќето функционери од ДУИ да стапат во контакт со цел да ги прашаат легитимни прашања. Од друга страна, критиката од вчерашната дебата што организиравме во рамки на Сдружение новинари, исто така и од други новинари беа посочени дека одредени функционери во владата на РМ, како што е генералниот секретар, како што е министерот за здравство, на еден начин не покажуваат доволна спремност или подготвеност да бидат отворени. Да сумирам, супер е што постојат алатки, меѓутоа за да биде нели сеопфатно пристапот да биде сеопфатен кога станува збор за транспарентност, потребно е и самите функционери, особено министрите и членовите на коалиционата партнерство, партијата ДУИ, да има на еден начин дисциплина дека треба да се почитува прашањето од новинарот, а не да се игнорира. Се согласувам целосно, а алатките кои што ги креира владата не се за таму за да бидат или електронски, туку таму се за да пласираат фактографски информации кои што се од интерес на јавноста. Ако порано власта беше прашувана, а таа молчеше, се криеше, не одговараше, ги криеше податоците, денес имаме обратен случај, имаме власт која што само иницијативно ги изложува информациите. Пораките кои што ги добиваме од вас како ЗНМ и од представници на медиумите за одредена несоодветна отвореност, недоволна отвореност на дел од министрите се примени, ние сме вистинското место и кабинетот на министерот Поповски и секторот за однос со јавност со владата е вистинското место кај што треба да биде упатена таа критика за ние понатаму да разговараме и тоа веќе го правиме со сите институции кои што се уште можеби не до крај го разбрале концептот на отвореност или можеби се уште не го спроведуваат на соодветен начин. Нашата цел е примерот на премиерот, примерот на секторот за односи со јавност, отвореноста на владата и пристапноста, одговорањето на секое прашање на било кој медиум во краток временски период, квалитетна информација да биде пракса и начин на работа, принцип на водење политика на секоја од министерствата. Некој го спореа тоа дали тоа треба да се прави со тим од 20, 30 или од 120 луѓе. Колку се ова чини, ова отчетност за која што вие зборувате, а ние допрва треба да видиме, да ги видиме резултатите од тоа, или мислите дека тоа можеше да се направи со многу помалку пари? Во 2015 година владата на Република Македонија потрошила 5,5 милиони евра граѓански пари за пиар, пропаганда, реклами, маркетинг и пиар агенции. Средствата кои што се трошат, се потрошени за периодот од 12 месеци, да речеме јуни 2017 проектирано до јуни 2018 се 10 пати помали. Јанаска? Не, јас не би сакала многу да навлегувам во овој дел на дебатата, освен да кажам дека искуствата и порано, например, говорила е дека возможно е да се добие информација, значи не зборувам за 11 години предходни,
од она што ние сме го работеле од позиција на локални новинари, јас ќе појаснам. Нас не биле доволни, например, само подпаролите на министерствата или на јавните предпријатија кои што ни ги обезбедувале потребните информации. Оваа бројка од 129 јас така дојде до мене. Сметам дека е преголема и дека таа е некаква... Ето, значи, пак лажни вести. Измислена бројка, не постои 129. Значи, која е перцепцијата на новинарот? На располагање во Министерството да има човек, доволно е портпарол, кој што ќе биде, кога ќе се слушнеме на телефон и кога ќе го поставиме нашето прашање, да најде начин, време, момент, ако министерот или директорот на јавното предпријатие е можеби на настан, сето тоа да го пренесе и да ни ја пренесе нас информацијата во текот на, не знам, 2 до часа од прилика, за да можеме ние, нели велиме, ако сакаме да пишуваме вистините информации, тогаш треба да имаме најмалку 2 извори на информацијата. Да можеме да ја препровериме, да можеме да се обратиме и до другиот извор за да направиме квалитетен прилог или квалитетна информација. Само тоа толку би сакала да кажам и навистина, но значи сепак успеа таа приказна барем 24 часа, може би повеќе, дека 129 луѓе сега го составуваат тој тим, например, на PR тим кој што ја гради, ајде, односот на владата со јавноста и така натаму, што вие велите дека не е точно. Може да поразговараме ако сакате на таа тема. До 30 на луѓе во владата на Република Македонија и по 1 до 2 во останатите министерства, кои што се бават со секојдневно одговарање на десетици новинарски прашања во текот на еден ден, со пренесување на информациите од владата кон граѓаните и со развој на вакви алатки за отчетност, за пласирање на информации кои што се однесуваат на трошењето на парите на граѓаните. И уште ова се би сакала да се огурирам, за да го заборавиме минатото. Многу е битен елементот на добивање на вистинскиот одговор. Ако прашањето е поставено, значи да биде одговорено во контекстот како што новинарот го исперцепирал. Да не се доведуваме во ситуација, например, за едно поставено прашање, ние да добиваме, да речеме, се, но не приближно точен одговор кој што ќе можеме да го вклопиме во нашите... Да, одговорот да биде дел од отчетноста, а не дел од пропагандата, сакате да кажете. Бидејќи секоја влада сака да си прави пропаганда, претпоставувам дека и оваа нема да биде имуна на тоа, бидејќи најпосле величењето на некои успеси е претпоставувам нормален дел од функционирањето во размислите на секоја влада, било каде. Секуловски, повелете? Да, сакав само се навратам на прашањето дали има подобрување, да го дополнам. Во основа, во минатото, во последните неколку години, концептот на лажни вести во Македонија, односно во наш локален контекст, беше на едно скалило повеќе, односно еволуираше. Зошто? Бидејќи освен лажни вести, во Македонија имавме лажни медиуми, кои што беа без собственик, без импресум, никој не знаеше кој стои зад нив. Имавме лажни или контраорганизации, лажни протести, лажни експерти по дебатни емисии во медиуми, лажни анкети, особено во време на предизборие, се со цел да се креира некоја лажна перцепција дека нешто е добро или нешто е лошо и обратно. Денеска, тие сите лажни елементи, барем јас би рекол дека не се толку видливи или можеби не се застапени до тој степен, но не е се во транспарентноста. Многу побитна од транспарентноста е и одговорноста. Имено, во Македонија, да, моментално има подобрување во степенот на транспарентност на селективни делови од нашето општество, селективни партии, добар дел од владата, но не и цела влада, но факт е дека кога ќе се открие одреден скандал, прекршување на одреден закон, злоупотреба на моќ, се уште немаме капацитет како општество да се добие тој степен на одговорност. Пример, знаеме дека во Македонија моментално има 55 случаи на физичко насилство кон новинари. Минатата недела и претседателот на ЗНМ беше на еден начин предмет на закани. Сите знаат кој ги му упатено заканите, сите знаат и за претходните случаи кон кои новинари беа упатени заканите. Тоа се јавни информации, но сепак државата се уште нема постапено ништо. Знам дека еден од одговорите ќе биде дека тоа е работа на обвинителството, тоа е работа на судот, но сепак
Од една страна владата има Владата го обврска прави амбиентот на да работа. го коригира амбиентот на работа, да овозможи услови за безбедна работа на Ајде, новинарите. кога ги спомнавте фейк ньюсот и овие портали што работеа и без импресуми и без никакви показатели, за тоа не знаеме ни кои фирми стојат за нив, ни зашто, никако. Имаше барање дури да се регулираат порталите и да влезат во новиот закон. Меѓутоа тоа некако не најде на одглас, ЗНМ се спротивстави на тоа. Нели сметавте дека сепак ќе биде подобро да се регулира оваа сфера како би го намалиле влијанието на фейк ньюсот? Барањето на владата, на оваа влада за евентуална регулација на веб порталите, односно онлайн медиумите во Македонија е едно нестрекно барање, кое што за жал заврши на начин што владата констатираше дека тоа не е добро решение. Моментално тие се имаат повлечено од тие идеи, чисто бидејќи сфатија дека во Македонија постојат доволно закони кои што редуваат работата на онлайн медиумите. Значи, ако некој онлайн медиум шири говор на омраза, тука е обвинителството да покрене постапка. Ако некој онлайн медиум на еден начин навредува или клевети, имаме закон за граѓанска одговорност од клевета и навреда. Ако некој онлайн медиум, без разлика дали има импресум или не, ако има домеин МК и стои физичко лице за истото, тогаш имаме закон за авторски права кој што на еден начин ги санкционира тие нуспојави што постојат во работата на онлайн медиумите. ЗНМ го застапува ставот дека со преголема регулација ќе имаме помала слобода и затоа сметаме дека во кревки услови, како што е македонското општество сега, особено медиумскиот сектор, дека со нови закони нема да има решенија. Добро, мислите ли дека беа доволни првичното откажување на владата од рекламирањето во медиумите, бидејќи тоа беше еден од главните стожери на претходната власт, со која што успеа да корумпира огромен дел од уредниците и новинарите. Дали е тоа доволен чекор? Јаневска, па Забрчанец? Мислам да. Заради фактот што видовме дека за жал се затвараат одредени канали на телевизиските куќи. Ние кога имавме претходна атмосфера во која што живеевме еден национален медиум имаше 3 канали, почнаа да ги гаснат. Сега тука неубавата работа според мене е тоа што настрадаа сепак наши колеги. Значи колеги кои што работат во националните медиуми под изговор дека нели причината сега се веќе парите, ги изгубија работните места. Да, тоа е секако друго прашање кое што го засега целиот сектор, бидејќи не се само овие медиуми, постојано се гасат, едни доаѓаат други, но не сакам на друго место да ја насочам сега дебатата. Но нашето уво повеќе не слуша пропаганда. Тоа кое што барем на оние кои што можеме да препознаеме што е пропаганда. Многу е тешко да му се појасни на обичниот граѓанин со кој што и во помалите средини. Се сретнуваш на улица, ти разговараш со него. Разговаравме ние и во изминатите 11 години, но не можевме да направиме разлика. Самите тие луѓе, предозирани од секојдневните информации, кои што ги добива, беа пропагандистички. Добро, а дали е сега пропаганда ако добивате, да речеме, 60-70 мейла на ден од владата? Да, но јас ги селектирам. Значи, јас не ги објавувам сите. Добро, некои тоа го нарекуваат дури и спамирање, бидејќи немаат време да прочитаат толку мейлови. Не, јас ги читам. Забрчанец, околу парите и откажувањето од рекламите. Сепак владата не се откажа од реклами на социјалните медиуми. На Facebook, на Twitter, било каде што тоа е можно. Зошто мислите ли дека во време кога Цукенберг ја посочи Македонија како земја која што на еден начин била дел од целата оваа пропаганда, вие мислите дека треба токму преку тие социјални мрежи да ги рекламираме? Што рекламирате таму? Постови, ваши вести, њус постови од владата? Првично, многу беше важно да запре масовното рекламирање кое што владата знаеше да го користи во пропагандни цели, да се спречи таа алатка да стои на располагање и на ова и на која било следна влада. Второ, владата донесе одлука во која што вели дека се откажува од рекламирањето преку мејнстрим медиуми со исклучок на социјалните мрежи. Она што е важно да се знае дека во овој момент владата не користи масовно рекламирање преку социјалните мрежи, тоа се прави во исклучителни ситуации и намерата е да се создадат стандарди, правилници, протоколи со кои што јасно се дефинира
што може, а што не може, каков тип на информација може или не може да се рекламира Сакам да ви преку кажам, и социјалните. тоа е дел од пропагандата. Акциите на Фейсбук падна за 60 на милиони долари во само еден Не, ден доколку вие по информирате скандалот со- со Кембридж Аналитика. Доколку со Facebook реклама информирате за некаков оглас за субвенции во земјоделство или оглас за мерки за вработување, тоа не може да биде пропаганда. Тоа може да биде само промоција на сервис за граѓаните. Намерата на оваа влада, и тоа ќе го докажеме наскоро кога ќе почнеме да користиме реклами преку социјални мрежи, е да се рекламираат, да станат поблиски сервисите кои што граѓаните, институциите и министерствата ги нудат за граѓаните. Инаку во делот на амбиентот за борбата против лажни вести, бидејќи тоа е темата и важно е да зборуваме за тоа, јас верувам дека овој амбиент, демократски медиумски амбиент кој што се враќа и се создава во Република Македонија, ќе ја направи Македонија лидер во борбата против лажни вести и за тоа се преземаат конкретни чекори. Едно е овој цел амбиент на отвореност и на отчетност и на транспарентност на владата. Друго е откажувањето од алатките со кои што 11 години во Македонија постоја за пласирање на пропаганда, и трето е вклучување во меѓународната борба против лажните вести. Во ноември минатата година е основана експертска група од 40 експерти на ниво на Европска комисија. Таа експертска група некаде во април ќе излезе со првите заклучоци за стратегии, тактики за справување со лажни вести. Исто така 18-19 април Македонија е домаќин на првиот дигитален самит на Западен Балкан како дел од Берлинскиот процес. Во рамките на тој дигитален самит ќе има една цела сесија посветена на борба против лажни вести, на кој што ќе дискутираат домашни странски експерти за тактики во регионален контекст и во европски контекст за справување со лажните вести. Стојковски, како млад човек, како гледате вие на ова начелна борба на владата со справување со лажните вести? Мислите ли дека ќе има резултати? Па, се надевам дека ќе има од една страна, но од друга страна ќе се понудат алтернативни решенија на младите во сегментот на вработување, како што и тоа начално го почна владата во инвестицијата кон младите, односно за вработување на младите. И се надевам дека тоа ќе биде еден процес кој што ќе биде измерен, воено и умерен, и процес кој што на вистина ќе го добие оној ефект кој што би требало да го има, односно да ги од една страна да ги едуцира младите, од друга страна да ги пренасочи кон оние работи кои што на вистина треба младите да ги прават на својата возраст, или општо како двигатели на едно општество, поточно двигатели, едни од клучните двигатели во оваа држава. И се надевам дека да, движењето на владата, приближувањето на владата и општо на целата гарнитура кон младите е видливо со тоа што навистина претходно имавме затворени врати за млади, неприфаќање на најголеми организации на млади, младински организации за млади, кои што институциите кои што треба да ги прифатат и треба да работат со млади, она ги отргнува од себе. Само да се надорзам само на кратко, веројатно ќе зборуваме како да се превенираат лажните вести во иднина и што може да се направи од сите нас како граѓани, но знаете како, кога веќе беа спомнати политиките на владата во иднина како превентивни мерки да се заобиколат лажните вести, мислам дека наједноставен начин е дел од политичарите едноставно да не лажат во медиумите или пак да не превеличуваат. Јас не велам дека сите лажат, тоа е веќе нели квалификација, но имаме примери каде што еве и тековната влада, дали е тоа од поради несмасност или можеби има некоја намера, не би знал, имаат продуцирано лажни вести каде што потоа новинарите или медиумите можеби не се кајќи, можеби со намери, тоа не може да се констатира, и пренесуваат. Пример, лани во јуни премиерот Заев рече дека оградата што е околу владата ќе биде срушена со цел просторот да биде повторно како што беше претходно, да биде тој отворен, транспарентен, слободен. Денеска сме крај на март, значи поминаа повеќе месеци и се уште таа ограда стои. Сега знаете како, јас разбирам дека премиерот во тој момент може да каже ќе го решиме спорот со името до јуни, или ќе го решиме проблемот со реформата во администрација, во судство. Знаете, тоа се комплексни процеси што бараат време, бараат луѓе, бараат ресурси, компромиси со разни чинители.
Но во контекст на оградата пред влада, што бара тој проблем? Бара, според мене, јас не сум експерт за рушење огради, но бара 2 камионен багер. Тоа може да се направи за еден ден. Се прашувам, зошто беше продуцирана таа лажна вест? Имено, ако сакаме во иднина да не медиумите да не контаминираат нас како граѓани со лажни вести, може политичарите треба да размислат пред да имаат одредена изјава дека ја исполнат, а при тоа не исполнуваат. Многу е важно да се направи разлика меѓу лажна вест продуцирана за да ги излаже граѓаните, за да ги наведе, да ги изманипулира, или лажна вест, како што ја нарекувате, која што може би се испоставила за некого дека е лажна вест, како резултат на промена на начин на действување, меѓутоа повторно остварување на целта. Велите дека премиерот рекол ќе ја срушиме оградата на владата со цел просторот во владата да стане отворен и транспарентен. Целта е исполнета. Да се направат клупи. Просторот околу владата е отворен и транспарентен. Поминете некој ден, ќе ги видите скејтерите и бајкерите повторно секој ден таму. Граѓани шетаат, слободно влегуваат и го посетуваат дворот на владата. Да, оградата не е срушена заради тоа што чини пари на граѓаните рушењето на таа ограда. Целта е исполнета, портите се широм отворени, секој граѓанин слободно може да влезе и во дворот и во зградата на владата. Значи нема да има рушење на оградата. Не навлегувам во алатките, навлегувам во остварувањето на целта. Владата на Република Македонија ги отвори своите порти за граѓаните. Знаете како, јас не го свеќам сериозно тој пристап. Ако конкретно е вето дека тоа ќе се направи, а после пола година кога констатираме дека тоа чини пари не се прави, немам зборови како да кажам дека тоа е добро или лошо. Еве да речеме тоа чини. Јас се надам ќе може да оцените дали е добро тоа што бајкери и скейтери слободно во дворот на владата го комуницираат, го користат тој јавен простор. Мислам дека владата остава погрешна порака пред јавноста ако тоа не го направи што го има ветено во конкретниот случај, бидејќи јас лично не познавам владина зграда во Европа кај што има ограда од 2,5 метра. Тоа е непотребно. Јас се согласувам, меѓутоа ќе се согласите и вие дека рушењето на таа ограда чини многу, а дека целта владата да биде отворена и тоа чини многу. Не сакам да ја банализирам дискусијата, меѓутоа легендарниот Мерцедес. Значи, првин беше у подрум, па го гребеа мачки, па беше на оглас, па ќе се продаваше, сега малку вулгаризирам. На крај и тоа не се деси. Тоа не чини пари. Сега не сакам да биде дефокусирана дискусијата, но сепак и тоа е одредена тема што продуцираше лажни вести во јавноста. Не продуцираше лажни вести заради тоа што владата има намера да го продаде тој непродуктивен трошок, тој чин на расипничко трошење. Меѓутоа, како што знаете, согласно последната информација од влада е дека тој Мерцедес може да биде предмет на за доказ во судски случај и едноставно во овој момент невозможно да се реализира ветеното, меѓутоа согласно судскиот случај понатаму ќе следат акции. Некако си има впечаток дека владата си наоѓа некакви оправдувања зошто да не го продаде Мерцедесот, но добро, тоа е прашање за друга дискусија. Судот го дефинирал. Не, тоа владата го дефинираше, иначе се ја објави дека Мерцедесот може слободно да се продаде, нив повеќе не им е потребен во доказната постапка. Судскиот случај не го води СЈО. Повелете, имаме прашање од публиката кои што сакаат тука да постават до нашите дискутанти. Повелете, представете се. Од целата оваа дебата можам да заклучам дека многу полесно ми е на новинарите да препознаат што е лажна, што е вистина, што е лажна вест и што е вистинска вест, а како обичниот граѓанин, еве конкретно од себе си тргам, да препознам што е лажно што се презентира дури на вести официјални, нели? Меѓу себе гледаме политичарите како се лажат, како ние од тоа да препознаеме што е лага, што е вистина, бидејќи на тој начин ни се оформува, нели, свеста, значи кон една, кон друга. Дали тоа, како што рече господинот, во иднина некако ќе се превенира, па некој ќе демантира, оти сериозни вести испаѓаат и се шири за жал и национализам и значи се ствара некој револт меѓу граѓаните. Дали се оди кон тоа нешто да се превенира? Се разбира дека најмногу преку социјалните мрежи, а ние секојдневно тоа го читаме, го консумираме. Да. Што се мисли на тоа? Добро, благодарам. Забрчанец. Прво, да ни биде на сите јасно дека лажните вести или тој фейкизам или дигитална или пропаганда генерално не е измислена ниту во Македонија, ниту е последниве години појавена. Јас во рака држам
скен од вестник, еден од првите вестници во Соединетите Американски држави, кој што под својот наслов како слоган вели Publish to prevent false reports. Се објавува за да превенира фалш известување. Уште во 1679 година некој се борел со пропаганда, со лажни информации во Соединетите Американски држави. Оваа борба трае и ќе трае. Прашањето е дали ќе ги соединиме ресурсите, силите, намерите на владата, на граѓанското општество, на бизнисот, на заедниците, на младите и заедно осојузени ќе се спротиставиме на изворите на лажни вести, на тактиките на лажни вести, или пак ќе станеме дел од тоа. Јас мислам дека во Македонија постои амбиент за спротиставување на концептот на ширење на лажни вести. Тоа што оваа дебата денес се случува во Велес, тоа што верувам вакви дискусии понатаму ќе се случуваат и во Велес и во Македонија, верувам дека ќе ги направат и Велес и Македонија центри на борбата против лажните вести. Тоа што Цукерберг го посочува прстот кон Македонија, тоа што во дебатни емисии на CNN се уште се зборува дека Македонија била некаков извор на лажни вести, значи вклучување на алармот. Ајде да го искористиме овој демократски амбиент и заедно преку координирани акции, заедно со Европската комисија и со големите медиумски куќи да се спротиставиме на лажните вести. Од секогаш концептот на лажни вести се подпирал на емоциите на луѓето, на национализам, на поделба по верски основи, по етнички основи. Ние имавме куп примери јавање на браната на национализмот за да се шират лажни вести. Не знам, мигранти ќе окупирале Македонија. Не знам, во Богданци ќе морале сите да учат албански јазик, ако не учеле, ќе плаќале по 5000 евра. Серија лажни вести кои што сигурен сум не успеа да ја оствара својата цел. Приказната за наводната федерализација за мигрантите не успеа во Македонија, ако сакате, и директно беше поразена на 2 циклуси на избори, и парламентарни и локални избори. Благодарам. Повелете. Дејан Ристов, граѓански активист, повеќе од 10 години работам со млади, со средношколци поточно. Факт е дека во Велес има и млади луѓе кои честно заработуваат на интернет, кои се технолошки напредни во однос на другите млади личности. Дали владата има стратегија да ги поддржи овие млади луѓе за да го надоградат нивниот бизнис и со тоа нели ќе има и државата бенефит преку ДДВ, преку даноци и такви работи. И ако ми дозволи пред да одговори, јас со себе понесов еден многу убав пример на наш млад велешенец, кој што еве јас го гледам, го забележувам, тој во вториот ред. Станува збор за еден 18 годишно момче, кој што се вика Виктор Јовев, и кој што успел да искреира собствена алатка, а пораката е смирете го токсичниот геймер во вас со аутоцензор. Значи, овакви примери во Македонија имаме, да не зборуваме за детето кој што го имаме во Велес со коефициент од 149, кој што за жал не е прифатено, всушност се обидува училиштето каде што тоа дете учи да му понуди се што може, но детето напредува, значи ако во секое полугодие треба тоа дете да оди еден клас понапред од своите врсници. Планира ли владата токму, еве, овој пример на Виктор Јовев, малиот Добро, ќе го уклучиме Виктор да му дадеме сега. Да добие шанса на вистина низ образовниот процес во позитивна насока, да му се развива неговиот интелектуален капацитет. Што ќе се направи со убавите идеи, иновативните, каков ќе биде тој пристап? Дали размислува владата нешто? Владата е партнер на младинските организации и на младите. Доказ за тоа е минатата недела имавме седница на влада посветена на младински прашања и младински политики. Представници на најголемите младински организации, најактивните младински организации беа на гости во владата, ги презентираа своите иницијативи и врз основа на тоа се донесени конкретни одлуки. Една од одлуките е интензивирање на програмата Гаранција за млади или младинска гаранција, која што токму е насочена на едукација
до квалификација и вработување на младите, но верувајте, тоа е процес кој што ќе земе време. Борбата со лажните вести не може да зависи исклучиво од тоа дали на младите ќе им се понудат подобри услови за работа или не. Верувајте, тие млади кои што во Велес биле дел од хабовите кои што продуцирале лажни вести, се разбират да имале можност да бидат вработени, веројатно ќе постигнале по друго работно место, меѓутоа верувам дека кога ќе ги споределе добивката или платата од двете опции, може и повторно ќе постигнале по лажните вести. Многу е поважно да има амбиент да се зборува против лажни вести, да имаме политичари, носители на јавни функции кои што отворено се спротивставуваат на цензура, отворено се спротивставуваат на манипулација, а не како што имавме случај претходно спомнат, градоначалник да се гордее со тоа што Велес е на мапата на популарноста по тоа што е извор на лажни вести и аргументот за оправданост на ширењето лажни вести да биде се е според закон. Може би било според закон, меѓутоа дали било според етика, според демократски принципи, според морал. Добро, благодарам. Имаме уште некое прашање од публиката, повелете. Сега микрофонот да стаса. Да, повелете. Во Велес во претходната година дојдоа најпознати светски медиуми. Дали мислите дека имаше можност да се искористи оваа прилика и Велес да се промовира во светот и тоа да се искористи како туристичка атракција? Кон сите одупата. Ние сме извинени што не сме од Велес, така да колегите веројатно. Тешко. Значи, мораме да сватиме дека нашите колеги кои што доаѓа од секаде, од Америка, преку Холандија, Велика Британија, бе исклучиво заинтересирани за продуцирањето на вестите. И како тие да дојдат всушност до луѓето кои што ги продуцираат тие вести. Значи, тие остануваа 1 до 2 дена, некои доаѓаа наутро и се заменуваа навечер, бараа поддршка од нас, во смисла како колеги, да им обезбедиме некаква си логистика, да се обидеме да допреме ние првен до самите средношколци, студенти, за да кога тие доаѓаа овде, да можат во најкус временски период да ја сработат својата тема и да заминат од Македонија. Или од Велес. Благодарам, да. Мислам дека очекуван е одговорот, ако има некој да дополни нешто. Да, добро, благодарам. Тука сакам да ги повикам поентите на вечерашната емисија пред финалето. Заработките најчесто се движаа од мали суми од 200 евра до поголеми суми, може да се каже и милионски суми кои што се слеа во Велес. Сакаме да пишуваме вистините информации, тогаш треба да имаме најмалку два извори на информацијата. Да можеме да ја препровериме, да можеме да се обратиме и до другиот извор за да направиме квалитетен прилог или квалитетна информација. Не е се во транспарентноста. Многу побитна од транспарентноста е и одговорноста. Имено, во Македонија, да, моментално има подобрување во степенот на транспарентност на селективни делови од нашето општество, селективни партии, добар дел од владата, но не и цела влада, но факт е дека кога ќе се открие одреден скандал, прекршување на одреден закон, злоупотреба на моќ, се уште немаме капацитет како општество да се добие тој степен на одговорност. Учиме од грешките, ние сметаме дека ефектот е повеќе од позитивен, дека ваквото отчетно работење на министрите само ќе води кон под А поголема штедливост понатаму, под Б иницирање на ваква отчетност и на другите шалони на власта, и на другите функционери, другите носители на јавни функции, па дури и на локалната власт. Да. Повторно сме тука живо во студиото во Велес. На крајот имам едно прашање од Facebook до господинот Забарчанец, од господинот Спасе Јовески.
Сакам да го прашам гостинот, истиот спомена дека владата на Република Македонија е отворена. Од страна на мојата ќерка при посета на владата при достава на писмо мотивационо до господинот премиер, од страна на службите на обично ливче им имаат удрено само штембил без никаков архивски број. Сметаат ли тие дека не сме толку свесни и дека само не излажале? Претпоставувам дека Сигурно намерата не била некој да биде излажен. Архивата на владата работи по точно утврдени системи. Може би е направена некаков предвид и некаква грешка. Го повикувам граѓанинот, лицето кое што дошло владата, да дојде повторно и да ја поправиме грешката. Добро. Цекуловски, новиот закон за медиумски услуги практично треба да биде донесен многу наскоро. Имаше куп забелешки на овој закон од сите заинтересирани страни, на крајот се дојде до некакво компромисно решение, претпоставувам, кое што веројатно ќе претрпи уште некоја измена. Дали овој закон може во оваа насока на вечерашната тема што ја зборуваме да придонесе во намалување на бројот на лажните вести, се разбира во креацијата на општествениот колективен дух кој што постои за Македонија како една таква држава? Верувам дека да. Овој закон во основа еден од мотивите за измената што сега треба да се случи во наредниот период во собрание, токму беа оние детектирани проблеми кои што постоја во медиумскиот сектор. Доколку овој закон овозможи функционирање независно од аспект на финансии, од аспект на политички притисок на јавниот сервис на македонската радиотелевизија, тоа може значително да ја подобри перцепцијата на известувањето во генералното општество. Мислите да се направи еден јавен стожерен јавен сервис кој што да, знаете ќе ги како, следи светските приватните трендови? медиуми тие може да бидат етични, но може и да не бидат етични. Се остава на публиката да реши кој медиум ќе биде следен. Оние што се етични нормално дека заслужуваат повеќе внимание од сите од нас. Но јавниот сервис го плаќаме ние со наши пари и затоа тој има обврска да биде етичен, да информира точно и да забавува и да едуцира. За жал, сите овие три основни функции во последните години не беа запазени, но токму овој закон нуди шанса доколку владата и собранието се потруди да овозможи прво доволно средства за функционирање на тој јавен сервис, второ да ги одбере на начин како што треба луѓето кои што ќе го менаџираат во иднина, тоа се членовите на програмскиот совет, а во исто време да не забораваме и членовите на советот во агенцијата за медиуми. Благодарам. Истото прашање за Брчанец како финално и кратко ве молам. Речи се целосно со Секуловски, јавниот сервис мора да се реформира, поставена е законска основа за тоа, се прави темелна анализа на работата, на слабостите, на можностите кои што постојат околу јавниот сервис и тоа е една од главните задачи за следниот период на медиумските работници, на луѓето кои што се бават со медиум или работат за медиум во владата. Во делот на регулација или нерегулација на портали, таа идеја за регулација мораше да се дискутира, мораше да биде ставена на јавна маса и на јавна дебата и јасен е заклучокот. Генерално, мнозинството од медиумските работници го промовираат концептот на саморегулација и тој концепт ќе биде поддржан и повиден од владата на Република Македонија, бидејќи јасно е дека во кревки демократски општества концептот на претерана регулација може да ја однесе државата, општеството кон цензура. Ние сме против цензура и затоа поддржуваме механизми на саморегулација, поддржуваме сервиси за проверка на факти, поддржуваме медиумска писменост во наставни програми и во неформално и во формално образование. Поддржуваме алатки со кои што граѓаните ќе се едуцираат што значи сомнителен извор на информација, што значи кредибилен извор, што значи вистината, што значи лажна вест. Благодарам. Јанева, се надевам дека следниот пат кога ќе дојдеме во Велес, нема да зборуваме за Велес како синоним на лажни вести или на фейк ньюс, туку ќе зборуваме за Велес во кој што новинарството е на многу повисоко ниво од што е сега. Пред да дојдам тука во разговор со колегата Тевчев, ми кажа дека има само 2 дописници од Велес во овој момент, што е навистина жално. Така е. Локалните медиуми или локалните телевизии се соочуваат со сериозни финансиски проблеми. Згасна информативните програми или вестите што тие ги продуцира. Повеќе вести не слушаме ниту на двете радија во градот. 2 дописници и 2 новинари кои што работат во веб порталите
се тие кои што се борат да едноставно да новинарството не згасне во целост. Јас верувам дека ќе има доблест новите медиуми, оние кои што еве сега гледаме дека се формираат, но и овие кои што националните телевизијата е сепак најгледаниот медиум. Дека ќе ги отворат вратите и ќе ја земат дописната, ќе ангажираат повторно новинари дописници, затоа што ако целта на еден медиум е да биде национален, тогаш тој треба да покрива територијата на целата држава, а ако постоиме како медиуми во локална средина, тогаш ние треба исто така да се грижиме за вестите и да ги информираме нашите локални граѓани или нашите сограѓани. Благодарам. Стојковски, вие како млад човек веројатно истото го посекувате? Да. Само сакам да истакнам на самиот крај дека младите во Македонија стварно располагаат со огромен потенцијал и се надевам дека маргинализацијата и изолацијата на младите како што досега се случуваше, конечно ќе престане и ќе почне еден друг нов процес каде што младите ќе бидат партнери и сојузници во градењето на општеството и добрите практики во оваа. Благодарам, почитувани дискутанти, ви благодарам што вечерва бевте гости во 24 отворено. Го направивме овде во Велес како символика на едни случувања кои што тука се десија, се случува пред година и пол во времето на претседателските избори во Америка. Велес беше светски познат како произведувач на фейк ньюс пропаганда. Ви посакувам да останете со програмите на телевизија 24 за кои следуваат вестите.